Имаме околу половина час. До кај ќе стигнеме не знам, но ние сме се уште кај олтарот и нема што да ви покажам ова вечер илустрации, затоа што сите го видовме олтарот. Тука сме се уште кај првиот предмет во предворието. Зошто се задржуваме толку? Затоа што ова е прв чекор, меѓутоа многу битен чекор. Затоа вечерва се сеќавате дека минатиот пат го на некој начин не го обработувавме, меѓутоа искористивме стикови од 50-тиот псалм и изборувавме за формализмот и лицемерието. Сега ќе се допреме до 51-тиот делумно, околу тоа што значи вистинско покаяние, но најнапред би започнал вака, како што започнаме самата глава во патот кон Христа, покаяние. Имено главата почнала вака: како може човек да биде чист пред Бога? Како може грешникот да стане праведен? И потоа вели, само Христос може да не доведе во хармонија со Бога, во хармонија со светоста. Но како да дојдеме кај Христа? И потоа се наведуваат моментите во Дело апостолски 2 и Дело апостолски 3. Значи, Дело апостолски 2, сеќавате што се случува таму. Тоа изливањето на Духот Свети и потоа Петровата проповед, онаа проповед која што ги допрела до срце слушателите. Ги засегна во срцето, како што вели во 2 глава Дело апостолски 3, 7 стих. И тоа е и целта на секоја проповед. Знаете, пред се онаа која што е, како да кажам, поттикната од Духот Свети. Значи, Духот Свети е оној кој што осведочува за грев, правда и суд. И се сеќавате, Петар еден клучен момент има, значи, во целата таа проповед им вели, ги насочува на Христа, значи проповедта е христоцентрична, им вели Христа кого вие го распнавте. Тоа е она кое што ги засегна во срцето и тоа е целта на проповедта, тоа е целта на Евангелието, тоа е целта на Духот Свети, значи да не засегне во срцето, да се видиме како грешници и да дојдеме до покаяние. И вели 37 и 38 стих ги читам од Дело 2, ако го чуја тоа, ги засегна во срцето. Тоа е клучниот дел. Значи, минатиот пат зборувавме дека формализмот и лицемерието е служење без срце, или глумење во службата, а она што на Господа му треба е нашето срце. И овде Духот Свети преку Петра и неговата проповед ги засегнал во срцето и тие му рекува на Петра и на другите апостоли, мажи, браке, што да правиме сега? Кој е следниот чекор? А Петар ми рече, покајте се. И секој од вас нека се крсти во името на Исуса Христа за проштевање на вашите гревови и ќе примете дар од Светиот Дух. Значи и вие ќе го примете Духот Свети, но имате неколку чекори. Првиот чекор е покајте се. Па зарем ова него проповедал и Јован Крстител. Тоа била основната негова порака. Па и самиот Исус. Покајте се затоа што се наближи Божјето царство. Тоа е првиот чекор, меѓутоа многу важен. Без тој чекор да го направи грешникот, Господ ништо не може едноставно. Дела 3.19 исто или слично вели, затоа покајте се и обратете се, за да ви бидат избришани гревовите, за да дојдат од лицето на Господа времење на освежување, или ова повторно алудира на излевање на Духот Свети. И сега вели во следен цитат од патот кон Христа, во покајанието е вклучена жалост поради гревот и одвојување од него. Значи не може само едното, а ова второто не може без првото, тоа е факт. Не може на некој да не му е жал за тоа што го сторила, да се одвои од гревот, тоа е невозможно, меѓутоа можно е да жали. Некој само да жали,
меѓутоа да не дојде до одвојување од гревот. Потоа вели, ние нема да го отфрлиме гревот ако не увидиме неговата расипаност. И затоа Петар, тоа му било целта да им покаже на мноштвото на собрани тогаш дека тие го распнаа Исуса. Да сватат колку гревот е расипан. Значи, ние нема да го отфрлиме гревот ако не увидиме неговата расипаност. Од тука и она цела церемонија, значи грешникот кога доаѓа и нели од како претходно ќе ги положи рацете врз главата на жртвата и потоа свештеникот му дава нож или кој да е алат, што и да е, за да ја заколе жртвата. Да делува тоа на него. Се доека нашето срце не се откаже од гревот, од него, нема да има никаква вистинска промена во нашиот живот. Ще видите колко е овој чекор прв, а битен. Некој се прашуваме зашто некои луѓе што ги познаваме подолго време, нешто не се сменили, него станали бетер. Зошто? Еве го одговорот. Че тие може би некојаш биле обратени, може би биле искрени, така натаму, меѓутоа нешто се случило. Додека не се отфрли гревот, не може да дојде до промена на животот. Нема шанси. Да. И ако немате каење за гревот, нормално е. Веројатно или не сте осведочени доволно, или не ја сваќате неговата грозотија, или едноставно не сакате, односно можеби тоа веќе не представува грев во вашиот живот, ако доволно долго сте го правеле. За жал, тоа е една жалостна состојба, каде што веќе за вас тоа не представува ни грев. И дури ако слушате повици, вие се оглушувате на тоа и едноставно не сваќате. Не можете да сватите од друга страна повикот, затоа што едноставно тоа за вас е ништо. И затоа и нема промена во животот. Мнозина не успеваат да ја сватат вистинската природа на покајанието. Сега доаѓаме до она што не значи вистинско покаяние или лажно покаяние. Тие жалат, но затоа што грешели и дури привидно се именуваат. Значи има и такви ситуации, кога ќе сгрешите и привидно ќе изгледа дека сте се променили, меѓутоа тоа до некој момент. Зашто го прават тоа? Само затоа што се плашат од последиците на своите лоши дела. Но тоа не е библиско покаяние. Тие се жалат на страдањата наместо на гревот. Значи, погледот е свртен на погрешно место, односно свртен кон самиот себе. Се жалат заради страдањата. И еве, таква била болката на Исава, е првиот пример даден, кога сватил дека за секојаш го загубил првенството. Што вели таму во Евреите 12 глава, имаше убави стихови 16-17, мислам дека беа. Евреите 12, 16-17, вели да не биде некој блудник или не свет како Исав, кој за едно јадење го продаде своето првородство, срамно, значи страшна работа ова што го направи Исав, се сеќавате од неодамна зборувавме. Имено знаете дека подоцна, кога сакаше да го наследи благословот, кога се освести, што изгубил, беше отфрлен, затоа што не можеше веќе да се врати благословот. Нели бараше и тој да биде благословен, меѓутоа благословот веќе отиде, тоа е едно, меѓутоа Исав не се каеше вистински, што вели стихот, зашто не најде место за покаяние, иако го бараше со солзи. Значи жалел. Че може да видите солзи, меѓутоа да не е тоа вистинско покаяние. Затоа што жалел, ако сега дојдеш кога проучувавме, што жалел, зашто не му било битно толку првенството на него, зашто така лесно го дал? Му бил битен еден дел, но мислам духовниот дел воопшто не го интересирал, ама материјалниот го интересирал. И сега жали заради изгубеното материјално. Сета она вредност, значи двојно имот и така натаму.
Многу предности, да, многу ефтино. Многу ефтино. Значи, ако замислите дури и во денешни термини, значи едно нешто најефтино, ако сакате си поминете, купете леќа, со 50 денари ќе си поминете буквално. Ке сварите цело тенџере леќа и ќе си поминете баш. Да, неколку дена, или ете, цело семејство, може 2 дена, односно и комшиите може да ги викнете дори. Толку ефтино, значи. Што знам во тоа време колку коштала, ама веројатно не било нешто многу драгоцено. Значи, барал со солзи, но не се кајал вистински. Потоа Вала ме спомнат. Вели, уплашен од ангелот кој стоел на неговиот пат со гол меч, се кавате, на која ситуација лудира. Значи, се исплашил од ангелот, се исплашил дека ќе го изгуби животот и Кобајаги се покајал. Признал својата вина за да не го загуби животот. Но тука немало вистинско кајање. Поради гревот немало промена на намерите. Не се јавила одвратност кон злото. Очигледно дека намерите не му се смениле, затоа што продолжил по патот. Значи не се јавила одвратност кон злото. Значи гледате, многу убаво низ овие примери, преку патот кон Христа и гледаме тие моменти кои што недостасуваат во овие така наречени кајања. Потоа Јуда не е спомнат како трет пример. Откако го предал својот Господ, Јуда Искариотски извикал во Матеј 27:4: Јас сгрешив што предадов невина крв. Ова признание се оттргнало од неговата грешна душа под неподносливиот притисок на свеста за вината и во страшно очекување на осуда. Последиците што му се заканувале, го исполнувале со ужас. Ете, повторно, последиците се клучни, но во неговата душа немало. Што немало, ова исто клучно, оно што ќе го видиме кај Давид. Длабока тага што го кине срцето. Повторно, срцето е централно. Тоа е битното. Не жалел што го предал пречистиот Божи син и што се откажал од светецот Израелов. Во суштина, нели, преку Давид и неговото покаяние во 51-иот псалм, гледаме дека всушност секој греф е прво направен кон Бога. И ако недостасува тоа кинење на срцето, длабока тага, жал за тоа што сме му го направили на Господа, потоа и на ближниот, секако ако е нешто кон ближниот, тогаш не можете да се покаете. Знаеме дека, зборевме дека тоа е пак делување на Духот Свети, меѓутоа мора да има наша соработка, тука мора да има наш дел. Додека ги поднесувал Божите казни, фараонот е спомнат како четврт пример, го признал својот грев за да го избегне натамошното казнување. Сеќавате таму уште, поскоро прочувавме за тоа, уште кај жавите, мислам, ако не е нешто малку као покажало некое кајање, меѓутоа ништо, тоа било само за да се одложи некоја следна казна. Но продолжувал да му пркуси на небото штом казните би биле запрени, штом ќе завршиле. Дури и синот и децата која починале, првороденците, жалеле ова, она и потоа тргнале да ги сотрат израелците. Значи, тоа е само кратко трајно. Доека трае казната, леле, Господе, те молам, повлечи го ова и така натаму. Ќе се тргне тоа и пак си истиот. Сите овие, заклучок, се плачеле поради последиците на гревот, но не ги обземала жалост поради самиот грев. Но, сега едно големо, но што се случува кај вистинското кајање, како тоа делува Духот Свети, но кога срцето ќе го прифати влијанието на Божиот Дух, значи срцето треба да биде отворено за влијанието на Божиот Дух, нормално Светиот Дух, нити Бог не може насилно со сила да влијае, совеста се буди и грешникот ја разузнава во известна мера длабината и светоста на Божиот свет закон, кој е темел на неговото владење и на небото и на земјата.
Вистинска светлина која го осветлува секој човек, Јован 1.9 цитира, ги расветлува тајните одаи на душата и скриените дела на темнината излегуваат на виделина. Умот и срцето се осведочуваат. Грешникот станува свесен за Божјата праведност, нормално и за гревот прво, и за Божјата праведност и го фаќа ужас да се појави со товарот на својата вина и расипаност пред оној кој ги испитува срцата. Тој ја гледа Божјата љубов, убавината на светоста, радоста на чистотата, копне е да биде очистен и достоен за врска со небото. И сега следниот цитат не воведува всушност во покајничкиот 51 псалм, а ќе спомнеме некои делови од 32-иот, меѓутоа колку ќе имаме време. Давидовата молитва, откако паднал во грев, покажува како треба да изгледа вистинската жалост поради гревот. Неговото покаяние било искрено и длабоко. Во молитвата не вложил напор да ја намали својата вина, не покажувал желба да ја избегне казната што му се заканувала. Давид ја увидел големината на својот престап, сватил дека ја извалкал душата, се гнасил од својот грев. Не се молел само за проштевање, туку и за исчистување на срцето, затоа што ја сватил суштината, копнел за радоста на светоста, за обновување на хармонијата и заедницата со Бога. Вака проговорила неговата душа. И први се цитираат првите два стиха од 32-иот псалм. И минатиот пат што спомнав, значи еве ја среќата. Блажен или среќен е оној чие беззаконие е простено и чии гревови се покриени. Блазен на човекот кому Господ не му го припишува гревот и во чии дух нема измама. Слава на Бога што Давид тоа го сватил, иако кога сме веќе кај среќата и успехот, минатиот пат спомнав, Пословици 28.13 е стих кој што исто треба да го имаме на ум кога зборуваме за овие работи. Дваесет и 8.13 мислам дека беше. Кој ги крие своите престапи нема успех, а кој ги исповеда и се одрекува од нив наоѓа милост. Што би се случило со Давид пред да се покае вистински? Молчеше, го криеше гревот цела година. Детето се роди, а он уште... Така е. И сето тоа смислено. Значи, видите, минатиот пат зборувавме за гревови формализам, знаете, лицемерие, тоа се скриени гревови, како да кажем. Ова е смислено, ова е се што го направил, значи, навистина, меѓутоа не значи грев е грев пред Господа, но не еден грев, нити пак можете да паднете толку длабоко за Господа не ви извлече. Значи, покаяние постои за секој грев. Проблем е, што беше проблемот кај хулата на Светиот Дух? Зашто од тој грев нема покаяние? Зашто не се ни каете. Не се ни каете, затоа нема прошка за тој грев. Тоа е таа страшна ситуација. Како што кажав претходно, не ги ни слушате веќе предупредувањето на Духот Свети и неговото влијание. Нема. Не влијае веќе. Вие, на вас срцето ви е стврнато, совеста ви е жигосана и тоа е тоа. И штом нема кајање, нема ни прошка, нити пак има грев, има ли, како вели, не може непокајан грев да биде покриен со Христовата праведност. Сега, физички, знаете, тоа било изводливо. Грешникот влегува во светињата, односно, минатиот пат тоа символички го представивме, она бела ограда и таа бел лен, како да сте покриени со Христовата праведност. Меѓутоа, ако не е вистинско покаянието, нема покривање со Христовата праведност.
И Псалм 51 вели, кога пророкот Натан дојде при него, откако Давид беше при Вицавеа. Значи, тука Натан го освести Давида, знаете преку онаа приказка, и кога му рече, ти си тој човек. И Давид знаеше и свати дека е тој. Смили ми се Боже, и сега видите како почнува повторно од кое што тргнавме. Значи, не се повикува на нешто на себе, на некои своји заслуги, се повикува на Божјата милост, на Божјата љубов. Тоа е оно што е клучно. Значи, за да дојде човек до покаяние, треба да го знае Господа каков е, да се сети дека Бог е добар, Бог е милостив. Смили ми се Боже, помилуј ме, со други зборови, според Твоето милосрдие, според големите помилувања, избриши го моето беззаконие. Изми ме целиот од мојата вина, очисти ме од мојот грев. Зашто го признавам своето беззаконие, мојот грев е секојаш пред мене. Значи, Давид му пристапува на Бога врз основа на Божјата милост и добрина, не заради нешто свое. Сме му сгрешили, сме го ожалостили и така натаму, нели? Нашата праведност е како нечиста облека, како што се вели во Исаија. Во нас нема никаква основа, ако се погледнете самите себе. Во него е целата основа и причина да му пристапеме и да побараме прошка, затоа што е милостив и многу милостив, спор на гнев и така натаму. Или она што Господ му го прикаже на Мојсија, кога тој бараше да види неговата слава. Значи, се правдали овде за греот некаде, гледате ли? Не, тој е целосно отворен. Давид, свесен, знае, нема никакво правдање или изговарање, туку целосно се подпира на тоа каков и кој е Бог. Видите, бара бришење на беззаконието, вели изми ме целиот од мојата вина, очисти ме од гревот. Свесен е дека е должен со тоа и бара бришење на долгот, свесен е дека гревот е валкан, бара мијење, целосно од глава до пети. Свесен е дека му треба чистење. Значи, тој ја сваќа длабочината и сериозната на гревот. Веднаш се гледа тоа на почетокот и од друга страна ја гледа Божјата љубов, ја сваќа Божјата љубов, го сваќа Бога каков е и затоа и вакви зборови користи. Значи, буквално тој е новозаветен речник, како што вели Јован во 1 Јованово 1:9. Ако ги исповедаме своите гревови, тој е верен и праведен, да ни ги прости гревовите и да не очисти од секое беззаконие или секоја неправда. Интересен третиот стих, вели, зашто го признавам своето беззаконие, мојот грев е секојаш пред мене, секојаш ми е пред очи. Тоа е она клучното. Значи. Сваќа, јасно му е што направил. И гревот му е пред очи, него трга некаде предходно, да, предходно го криел, се криел и самиот. Меѓутоа, не повеќе. Се сеќавате во 50-тиот псалм, 21 стих, значи предходниот, како Господ им се обраќа на лицемерите, таму вели, сето тоа го правеше, а јас да молчам, 50-21. Зар мислиш дека јас сум сличен на тебе? И што вели? Ке ти изобличам и ке ти го ставам сето тоа пред очи. Тука, да го гледаш. Да си свесен што си направил. Секојаш да си свесен, значи, кој си и каков си. А која беше тенденцијата на лицемерот, ако се вратиме наназад, 16 стих од 50 псалм, вели, а на грешникот Бог му проговара, зошто ги толкуваш моите наредби, зошто го ставаш мојот завет во твојата уста, и твоето слово е во твојата уста, и така натаму. И, знаете, може да слушнете Господи, 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 не знам што во речникот на некои луѓе, но тоа ништо не значи. Ти, кому стегањето не му е пријатно, па моите зборови ги фрлаш зад плеки. Не само словото. Значи, на уста, да, меѓутоа во вистинскиот живот, вели, таму се, ќе видиш крадеш, се побратимуваш со него, се дружи со прелюбници, својата уста му ја предаде на злото и така натаму и така натаму. Твојот живот не сведочи за и не одговара на оно што го исповедаш. На уста, да, меѓутоа, словото го фрлаш зад плеки.
Не само словото, туку лицемерот, само праведникот на уста го има, значи словото, го суштина го фрла зад плеки. Меѓутоа и другите ги осудува и на другите им го изнесува гревот пред нивните очи, ама неговиот грев го фрла зад плеки. Тоа е тенденцијата на лицемерот. Другите се грешни, меѓутоа тој не е. Па затоа Бог сака да им ги стави пред очи. На сите нас, значи тоа е клучен момент. Петар тоа го направил во својата проповед. Вие, кои што го распнавте, Христа, кои што вие го распнавте. Криел Давид се до моментот кога го признал гревот и сега ако се вратиме од 32 псалм, 5 стих и тука ќе мора да завршиме, вели: тогаш го признав својот грев пред тебе и својата вина, веќе не ја криев, реков ќе му го признам на Господа својот престап и ти ми ја прости вината на мојот грев. Оно што ја милиам да го кажем секојаш, да, Господ често пати може ке чека да ни одговори на некоја молитва и така натаму, меѓутоа инстант одговара кога ќе се покајате за гревот веднаш. Веднаш, значи, кога ќе отидете на тој олтар да ја принесете жртвата, и ако е во прашање вистинско кајање, вие сте одделени од гревот веќе. Тоа е нашиот Бог. И зошто човек се прашува да носи таков товар и така натаму, и како вели тамо, коските ми се сушија и едно и друго, како вели во 32 псалм Давид, како ја опишува таа состојба, доека го криел гревот, за да во 51 псалм кажува нешто друго за коските, меѓутоа веројатно следната сабота. Затоа, веќе 7 часот, слава нека му е на Господа. Јас па ќе кажам, ова е прв чекор, меѓутоа многу битен. Без ова, Господ ништо понатаму не може да направи. Свештеникот не може понатаму ништо да направи. Затоа да може би треба почесто се навраќаме на овие моменти. Јас се надевам дека се е во ред со нашата душа, се надевам и фалам на Бога ако е така, меѓутоа читате си ја почесто патот кон Христа. Тоа е една мала книжка, меѓутоа е толку важна. Планот на спасението е тука, а ништо поважно нема од спасението, драги браќи и сестри. Затоа да со вера ние би требало да се наоѓаме сега во времето на Јом Кипур, каде? Да, за третата завес или втората во светилиштето, односно во светињата на светињите треба да сме. Време е на суд. Ние не знаеме кога ќе излезе нашиот случај. И што ако не сме покаяни? Значи, сериозна е работата. Мислам дека и Љубица читаше. Точно е дека ние не треба, како велеше тамо, не треба престроги да бидеме кон. Меѓутоа не смееме ни да бидеме преблаги, значи да не кажеме суштината на гревот која е. Не можеш со грев таму да влезе, нема шанси. Значи, со грев не можеш да мрднеш од првиот предмет. Рековме, тоа е. Нека ни помогне Господ. Амин.